на сите. Се надевам дека сте добро расположени. Малку е вака напорно да се слушаат повеќе луѓе, од кои, како што чув од некои од делегатите, горе-доле спомнуваат исти работи. Па затоа јас се надевам дека од мене ќе чуете нешто малку поинакво. И тоа што го кажувавме при посетите во општинските комитети, кои што за жал не стигнав да ги посетам сите, морам да кажам дека кампањата беше изворедно кратка и не беше доволно, немавме доволно време едноставно да се видиме со сите вас. Затоа, за некои од делегатите ова веројатно ќе биде повторување, но за некои ќе биде прво слушање, прво гледање, бидејќи за жал не стигнав да ги видам сите комитети. Јас побарав и видео бим да имам една презентација, сакав да ви пуштам. За жал ми беше одговорено дека нема видео бим. Па сега гледам дека има, ама не е важно. Презентациите се кај мене на профил, ги има во видео форма. Јас имам 4 тези основни за тоа што треба да прави председателот на Република Македонија. Можев да издвојам и 254 тези, но мислам дека тоа би било расплинување, бегање од тема, бегање од одговорност и добар дел од нив би биле чисти замена на тези. Ние мора да имаме јасен фокус каков председател на Република Македонија ни треба. Тој треба да се осврне, според мене, на 4 основни работи. Првата е поништување на Преспанскиот договор, без пардон. Втората е поништување на двојазичноста, без пардон. Третата е враќање на како работа на председателот, враќање на илинденските и асномските принципи. И четвртата работа, четвртиот столб, активност на председателот мора да биде предизвикување на предвремени парламентарни избори. Она што е мотивација за мене да ги соопштам овие ставови, тези, заради кои што ќе стојам како председател на Република Македонија, е дослухот со народот, дослухот со членството. Не знам како ќе реагира овој аудиториум ценет и не знам дали ќе се сложат со мене делегатите. Меѓутоа, во Македонија не постои член на ВМРО, нити македонец кој што не мисли дека Охридскиот рамковен договор треба и мора веднаш да се стави во процедура на поништување. Нашиот народ на 30 септември јасно кажа дека не сака промена на името. На 30 септември беше прашан во едно сложено прашање, кое што беше мамка, беше јамка за да се сложи со промена на име како замена за членство во ЕУ и НАТО. Тоа беше лага, тоа беше мамка која што народот ја процени и не ја прифати и казни. Нашиот народ во огромно мнозинство, на кој што и ние се повикуваме, рече не сакаме промена на името, дури ни по цена НАТО и ЕУ. А дека тоа беше лага, се покажа веднаш после 30 септември. Веднаш почна насилно наседнатите полтрони кои што ги имаме во државни позиции, пред се мислам на Димитров и на Заев, да зборуваат дека за Европска Унија па и ќе видиме. И нивните представници од таа страна исто така проговорија дека тоа не било баш тој услов
за кој што се зборувало, дека ќе го смениме името, ќе го прифатиме референдумот, и едноставно веќе од утре ќе тече мед и млеко и Македонија ќе биде член од овие две меѓународни организации. Нашиот народ се произнесе. Она што го видов како став, теза, нешто позади кое што стои, нашето членство, е исто така. И тој не гласаше. Нашиот обичен член не гласал. Без разлика што имаше членови од нашата партија, наши пратеници, кои што гласаа на референдумот. Народот и членството не гласаше. Врз основа на тоа можеме да заклучиме дека народот наш бара поништување на Преспанскиот договор. Не го прифаќа. И треба ние, како аудиториум, тоа да го акцептираме, доколку го примаме како известна информација, која што е од второ или трето значење, ќе има проблем партијата. Нашиот народ казнуваше на 30 септември. Нашиот народ повторно ќе казнува на председателските избори. Ќе ги казни. Тезите за бојкот во две-три реченици. Бојкотот беше казна на 30 септември, сега не е казна, сега е награда. Доколку се одлучиме за бојкот, ќе го наградиме Талјат Џафери, познат терорист и дезертер и од ЈНА и од АРМ, човек со воени злосторства зад себе, кој што е сега председател на собранието, некои викаат легитимен, некои нелегитимен, меѓутоа одлучува. Ви носи закони, па дури сега одлучува и во име на Иванов. Ги прати и двојазичноста, ја прати и уставните амандмани, односно Преспанскиот договор ги прати, подпишани од него и ги објавија во службен вестник. Можете да замислите што ќе се случи тој човек ако биде врховен командант или вршител на должноста председател на Република Македонија. Па дајте да не се лажеме. Тој човек не мисли на Македонија, мисли на Илирида или на Голема Албанија. Тоа треба јасно да се каже. Суштината на оваа партија, што е паметам од 90-тите, не е да филозофираме и политиканство да покажуваме, и да тактизираме, и да молиме странски центри. Суштината на оваа партија е да го обедини интересот на македонците, да го собере на едно место и со таа сила да преговара во интерес на нашата држава. Секој пат кога нашата партија била слаба, државата тонела. Она другата партија на нас ни е јасна. Од 93-та промена на нашето име во ФИРОМ во Обединените нации, 95-та промена на знамето, 96-та промена на границите на Тетово и правење на албански град. 2001-та, 2004-та Струга, Кичево и Скопје. Па се до денеска, таа партија ни е на нас јасна. И проблемот не е во неа. Ако не сме способни да го видиме проблемот во нас, тек тогаш Македонија ќе страда. Ако го изгубиме капацитетот да се бориме, Македонија ќе страда, затоа што ние велиме дека ние сме државотворна партија, дека ги заштитуваме интересите на македонците. Овие интереси на македонците се во овие тези. Мора да се поништи Преспанскиот договор и да се врати назад уставното име на Република Македонија. Никогаш Северна! Никогаш! Нема преговори за тоа прашање. Со никој. Замислете да преговарале нашите што го дигна Илинденското востание. Нели на нив се повикуваме? Тоа е нашата традиција. Да преговарале со турците дали да го дигнат востанието. Или да го дигнат против фашистичкиот окупатор 41-ва. Дали да го дигнат востанието или не. Доаѓаат моменти критични во историјата на партијата и во историјата на нашата држава, кога ние мора да се поставиме тврдо. И моите тези секојаш беа дека нас со власт може и треба да не награди македонскиот народ. Не да трчаме по власт, туку да ја заслужиме власта со браење на неговите интереси. Ако сакате да ги браниме интересите, мора да се поништи насилната промена на Уставот.
и промена на името, бришењето на идентитетот. Втората точка, воведувањето на двојазичноста. Нема никакви основи, никакви апсолутно историски оправданија, нити пак проценти кои што го оправдуваат воведувањето на двојазичноста на територијата на цела Република Македонија. Нема такво нешто. Но има изборна, односно политичка комбинаторика. Го имате еден Заев, кој што беше спремен, не само двојазичност, туку да го нагура и Охридскиот рамковен договор во преамбулата, за да му се одржи власта, за да може да го промени името. И он на нас ни е јасен, мене ми е јасен. Ако не му се спротивставиме ние, он ќе продолжи и бетер од ова. Знае и полошо да биде. Ако нема крај на овој пекол, ќе дојде и кантонизација, и голема Албанија на наша територија. И струга е во тие карти. Што сум сега јас, еретик што ги кажувам овие работи? Овие теми забранети ли се? Не смееме да збориме дека струга е на планот на голема Албанија. Кога ќе се спротивставиме? Како ќе се спротивставиме? Со тактизирање? Ќе прашаме Вашингтон, Берлин, Москва, Пекинг? Кого треба да прашаме за нашите интереси? Македонците треба да ги прашаме. И нашето членство. Не се ставајте на ризик со аплауз. Не се потребни аплаузи. Слушајте ме добро што имам да ви кажам. Слушајте ме добро и памтите што има да ви кажам. Јас не сум дошол овдека за да ме гласаат делегатите. Да не се разбереме погрешно. Јас сум представник на народот и на членството на ВМРО-ДПМН. Ако не ми верувате, тоа ќе го почувствувате или проверете го, а проверено е во партијата со анкети. И одлуката која што ќе донесете денеска треба да биде израз на дослух со тоа членство. Во спротивно, некако што ги ширите тезите дека јас го делам членството и партијата. Вие ќе ја поделите партијата. Имате историска одговорност. Некои мислат дека делегат. Тоа е нешто што треба да се заврши денеска работа, така? Да завршиме работа, да изгласаме, некој е слободен да одлучи, некој добил директива. Не, вие овдека не само што одлучувате за иднината на државата, и се надевам ќе го изберете оној што всушност и вистински ќе биде председател на Република Македонија. Вие одлучувате во многу и за тенденциите како да се спречат деструкциите внатре и надвор. Затоа моите ставови се прости. Ја нема што да филозофирам. Моите ставови се јасни. И добар дел од вас ги мислите истите ставови. Само што некои мислат дека тоа треба сега во завиена форма после 5, 10, 15, 20, 100, 200 години да го кажеме. Не. Треба да се каже сега. Долу Преспанскиот договор, назад името на Република Македонија, бришење на двојазичноста, внесување назад во преамбулата на оваа држава на асномските и линденските принципи. Тие принципи не се случајни, не се ставени во 91-та во преамбулата зашто немале што да става таму. Туку се израз на борба на генерации македонци кои што погинаа за оваа држава. Генерации кои што се иселија, гниеа по затвори. И сега македонци гнијат по затвори. Треба да се ослободат сите до еден. Не може луѓе што спречувале државен удар да се држат во Зандани, а некои од Сопот или не знам од Куманово или од Монструм да бидат ослободени, пуште и да им платиме одштета. Тоа треба го направи нашиот председател. Председателот на Република Македонија треба да стави клип во машината на оваа марионетска власт. Клип кој што ќе ја растури машината. И јас сега сакам да ви кажам, тоа што го кажав во неколку комитети, таму кај што стигнав да отидам. Не само што овие тези ќе ги гурам, нема да потпишам ни еден закон на Заев.
Не овие закони што не се во ред. Ниту еден закон на Заев. Сакате предвремени избори? Ни еден закон нема да потпишам. Второ читање, джепно вето. Ниту еден закон. Или ќе има избори предвремени парламентарни, или ќе има импичмент. Нека има импичмент. Мислите дека се спремни марионетите кои што немаат подршка од народот да отповикаат председател изберен од 500.000 луѓе? Да ги видам. Да ги видам да дојдат импичмент да прават на председател кој што само што е избран од македонскиот народ. Со тој импичмент нив ќе ги срушиме. И тоа се правците. Пардон. Тоа се правци. Тоа се магистрали. Единствено возможни ако сакаме да имаме држава. Нема други правци. Тактизирање, преговарање, одложување, давање ветување на странците не ни се во корист. Секој пат не лажеле. Не лажеле. Кога го направивме рамковниот договор во Охрид, тоа беше најголемото достигнување во Европа во оглед на правец на правата на малцинствата. И не фалеа дека кога ќе го имплементираме сме готови за НАТО и за ЕУ. После 10 години тоа не беше доволно. Па ни го избриша од преамбулата идентитетот, ни го сменија името. Мислите дека ќе застанат, нема да застанат. Господине Петровски, ве молам привршувајте, поминаа 15 минути. Благодарам. Добро, другите тези се онлайн. Значи, ја ви благодарам многу. Завршувам со следново. Добро да размислите. Добро да размислите пред да гласате. Што мисли членството? Добро да размислите што мисли народот, да ги имате во предвид стресовите што нашиот народ ги преживеа во 2018-та, двојазичноста и промената на името. И тогаш да гласате. И вашиот глас да биде на линија, да го обедините целиот отпор за да се победи марионетската власт. Ви благодарам. Да живее Република Македонија! Благодарам. Следен да се обрати е Гордана Силјановска-Давкова. Имате вашите 15 минути.